Мои почитувани пријатели, љубители на спортот, на најмашкиот спорт борењето, сакам и овоа сабајле така досадувајќи се студеном и ама сим нас у мојата резиденција, украсена со убави цвеќиња, сакам да направам уште едно видео да оставам на мојот YouTube канал, нека стое за спомен. Да не се досадувам, да не ми биде денот досаден. Ово е една од најдобрите, мислам и најдобра репрезентација на Југославија од формирањето на борењето до ден денешен. Тука е Фоти Ѓатовски тренер, Киро Ристов борач, Ацо Јорданов, Шабан Сидис, Анде Коцев, Христо Дарлев и Данчо Стојанов. Тоа е репрезентација која се спрема, која ќе има една многу тешка година, 74-та година, со многу правенства, за да се потврди и да се исполне и да се потврде олимписка норма. Кој ќе успее, многу тешко е. Сега се оди со валкарта да има ради реда представник од нашата земја. У тоа време требаше да исполнеш, значи тие резултати да ги потврдиш и на крајот да ги потврдиш ке има специјален турнир на сите тие што исполниле норма и требе има услов со кој ќе се потврде олимписката норма. Сега сакам да накратко да прочитам што пишале тогашните весници за таа репрезентација, вика подготовки на нашите најдобри борачи. Јорданов во најдобра форма. Вика вака, Југославија, на репрезентацијата на Југославија во борење слободен стил ги продолжува во Скопје подготовките под раководство на сојузниот тренер Фоти Ѓатовски за идните меѓународни турнири. Најдобрите југословенски борачи најпрвин ќе настапат на меѓународно правенство на Македонија во сабота и недела во Скопје, на кое ќе настапат репрезентациите на Полска со 8 борачи, репрезентација на Софија со 6 борачи, на Будимпешта 8 и Лугош Романија со 8 борачи. На 26 и 27 овој месец сините ќе учествуваат на турнирот во Триполи, Либија, каде се очекува да настапат борачи од повеќе африкански земји. Боите на Југославија ќе ги бранат следните борачи: Нохиу Дарлев, Сеиди Јорданов, Киро Ристо, Коцев, Санде, Таипи, Зекири, Крстевски, резерви се Незири и Столе Ристов. Најзначајната проверка на најдобрите југословенски борачи пред Европското правенство во Лудвигштајн, Германија, ќе се одржи на турнирот Дан Колов од 4 до 6 април во Софија. Со учество на овој турнир еден од најсилните во светот ќе завршат настапите на југословенските борачи до Европското правенство. Од 1 до 3 мај борачите ќе продолжат да се подготвуваат под раководство на Ѓатовски. Од 12-дневните зимски подготовки во Крушево и тренизите во Скопје и Сарај, најдобра форма покажа Јорданов, а одлично се подготвени и Дарлев и Ристов, вели Ѓатовски. До Европското правенство очекуваме во топ форма да влезат и другите борачи. Од Јорданов, Дарлев и Ристов годинава се очекуваат најдобрите резултати според зборовите на Ѓатовски. Сите тројца имаат големи шанси да ги исполнат олимписките норми за Монтреал. Нормите се пласман до 4-то место на Европско правенство, прво место на Медитерански игри од 1 до 3 септември во Алжир и пласман до 6-то место на Светското правенство од 15 до 18 септември во Минск, СССР.
Основна цел ни е да бидеме наполно подготвени за меѓународните првенства на Македонија. На првенството, впрочем, најдобрите надпреварувачи ги визираат пасошите за учество на Европското и Светско првенство. Меѓународното првенство во Македонија го организира Сојузот на борачки спортови на Македонија во чест на 30 годишнината од ослободувањето на нашата земја, победата над фашизмот и 3 децении на физичка култура. Ќе напише Л. Милодиновиќ, некој си новинар. Значи, рековме, ова е таа репрезентација што требе вај пат да го помине. Тука што е пишано у календаро на Борачката федерација на Југославија, Повлака Македонија, за да се исполни олимписка норма. Тоа е, драги мои пријатели, тука да кажам дека на Олимписките игри мислам дека испунија норма само Ристо Дарлев и мислам дека Киро Ристо беше на Монтерал на Олимписките игри. Што постигнаа, важно учествуваа, другите не успејаме, не знам, Шабан Сиди дали учествуваше, не се сеќавам, тука не можам да најдам, да прочитам. Тоа е се што покуша да го направам, да го ставам на мојот YouTube канал, нека стое, па натака ќе видиме што ќе биде, да нека ни е честито пласмано во второто коло на Светското првенство во ракомет. Синој ќе ги видиме колку се силни Холандија и Маđарска, значи, а ние избегаани со помош на судијата и двете екипи. Поздрав, убав ден да имате, мои драги пријатели.